стигнуваат обвинувања до вас лично за рушењето на бродот на среќата, односно една од галиите, бидејќи се уште немало судска одлука од една страна, од друга страна Советот на град Скопје се уште не донел одлука за дислоцирање на урбаната опрема, а бродот веќе мора да се дислоцира. Дали има тука некаква политичка позадина и зошто избрзавте ако се уште нема судска одлука? Па сега не знам колку граѓаните ја познаваат правната проблематика, тоа е мојата матична наука, никогаш да не го заборавиме. Ние работиме согласно договорот кој што го имаме склучено со корисниците, во кој што меѓу другото постои така наречена извршна клаузула, што значи кога ќе се исполнат условите за раскинување на договорот, што беше случајно во конкретниот случај, се стапува директно на извршување, не се оди во судска постапка. Во постапката на извршување должникот, така термински е правилно, има право на приговор до председателот на судот и по решението на извршувањето, и по тоа решение има право на жалба до апелациониот суд. Тоа право должникот, односно корисникот на урбаната опрема, тој е сопственикот на галијата, го користеше. Одбиене и од председателот, одбиене од апелациониот суд. Во меѓувреме се обиде и има заведено 2 судски спора со барање за времена мерка градот да престане. Меѓутоа и двете барања за времена мерка се одбиени. Значи ние во правна смисла имаме целосно чиста правна ситуација во која што градот може да настапи да го изврши демонтажа на галијата и нема ништо спорно околу тоа. Веќе во бугарските медиуми почнува да се шпекулира дека зад целиот овој случај стои и нетрпеливост од наша, од македонска страна кон бугарскиот инвеститор. Можев и јас лично да ги видам и тие некои прилози излезани во весник. Како би го искоментирале тоа? Мене ми е жал што во предизборието во Република Бугарија едно прашање кое што мислам дека така лесно требаше да биде надминато помеѓу двете држави беше злоупотребено во рамките на кампањата и потоа се качи летвицата сериозно горе. Јас сум легалиста, по професија адвокат и правник, и за мене императив е почитувањето на законите. Дали бил македонски, дали бил бугарски, дали бил не знам си каков инвеститор, кога се исполнети условите за настапување на правните механизми, јас сум должен да го штитам интересот на нашиот град, а тоа е токму тоа што во овој момент го движиме. Од друга страна, знаете, ние го раскинавме договорот заради тоа што 4 закупнини не беа платени. Така што не е баш таква ситуацијата. Мислам дека некогаш на некои луѓе им е поедноставно да сопствената одговорност, односно сопственото непостапување по она што го имаат како обврска, го префрлат на некаква си полесна тема, као што е сега, не знам, национален реваншизам, не знам како да го крстам. Мене ми е сосема се едно дали е инвеститорот бугарски, македонски или било чиј, ако не ги исполнува условите кои што ги има како обврска кон град Скопје, последиците доаѓаат. Има ли опасност градот после известно време да плати одштета за евентуално сторена штета или неправда, па потоа да биде тоа на грбот на граѓаните преку буџетот? По основ на ова извршување што го имаме на оваа галија, не. Тоа одговорно го тврдам. Ако јас сакав тоа да биде на штета на буџетот на град Скопје, мислам дека неколку пати го општев со јавноста. Ако трите гали ги раскинавме договорно, тоа ќе не кошташе 5 до 6 милиони евра како буџет на град Скопје. Јас го одбрав овој малку потешкиот и потрпелив пат, имајќи го предвид дека меѓу другото и едно од ветувањата беше дека ќе расчистувам во делот на ингеренциите на градот со проектот Скопје 2014. Ова е потешкиот пат ако гледате политички за мене. Меѓутоа, дефинитивно мислам дека е поисправниот затоа што го штитиме буџетот на градот и нашите пари, градски пари.